Добро утро од мене, почитувани гледачи. Ова е вториот дел од утринската програма која е наменет за темата на денот. На 15 април започна кампањата Недела на пешаци. Истата е во организација на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и Министерството за внатрешни работи. Целта на кампањата е поголема едукација на сите учесници во сообраќајот, особено на децата. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска информираше дека во Република Македонија во првото тримесечие од 2015 година имало 23 жртви, од кои 7 за жал се пешаци. Пред да ја најавам гостинката, предлагам да се опуштиме со малку музика. Потоа се враќаме во студиото. Уживајте. Добро утро, драги слушатели! Уште еден прекрасен мартовски ден во оваа 2015 година. Поминете го со вашите сакани и најмили. Време е за музика. Стартуваме со новиот хит на ДНК. Уживајте! Се ми мириша на тебе, во кревет гушта ти не бите подвоим од себе. Утринско кафе, доручек и свежа лимунада. Не би пременувал за ништо, моја драга. Убав е денот кога тука си до мене и кога врне како сонце да ме грее. Причина негативни работи што бришам, ти си ми воздухот што секој ден го дишам. Најмило, без тебе денот не започнува. Сакам да сум среќен кога губам, да проснувам, но и безусловно да љубам. И се би направил да бидеш моја жена, во фабрика би работел за тебе трета смена. Да можам месечината би ти ја дарил, од тебе сакам љубов, не ми треба пари. Некој сака ганџа, пиво, некој ракија, а јас те сакам само тебе, моја најмила. Најмила, без тебе денот не започнува. Ти си незаменлива, една единствена. Без тебе не можам да живея. Најмила, без тебе денот не започнува. Најмила, моја сонце, звезда и месечина. Најмила, за мене ти си незаменлива, една единствена. За оние кои сега се вклучуваат, го следат најновото издание на утринската програма Нов ден на К3 телевизија. Темата на денот, како што претходно најавив, е Недела на пешаци. Со мене во студиото е Виолета Богдановска, раководител на секторот за превенција во Куманово. Добро утро. Поздрав до гледачите на К3 телевизија и до утринската програма Нов ден. И благодарам што ја прифативте поканата да бидете гостинка и покрај многобројните обврски деновиве што ги имате. Ви благодараме и на вас затоа што
И ние би сакале, значи, оваа тема на вистина е интересна за сите граѓани и јавно да се проговори и што повеќе луѓе нели да се вклучат, да ги слушнат оние работи што сакаме да ги кажеме, а се со единствена цел нели да имаме поголема безбедност во сообраќајот. Да ги научат своите права, да ги слушнат, да се информираат. Своите права, правилата, прописите и се оно што е потребно за безбедно учество. Па еве за почеток јас се уште ги почитувам правата на пешаците, бидејќи не сум возач. Да. А вие? Јас сум и возач и пешак. Така, пред да продолжиме со разговорот и да ја започнеме темата за неделата на пешаците и нели за правилата, прописите кои што треба да ги учиме, предлагам да погледнеме еден прилог кој што го подготви новинарската екипа на К3 телевизија. Тоа е дека сликите на луѓето кои минуваат на местото каде нема обележан пешачки премин или искршени семафори и сообраќајни знаци е вистинска реткост во другите земји. А кај нас би рекле дека тоа е сосема нормално. Со помош на едукативна кампања Недела на пешаците, низ различни активности, учениците ќе се едуцираат за тоа како да бидат побезбедни во сообраќајот. Во контекст на разговорот предлагам да го погледнеме прилогот на колешката Ивана Младеновска. Необележани пешачки премини, нефункционални тротоари, непрописно паркирани автомобили се дел од секојдневието кое не обкружува. Голем дел од несовесните возачи поради недостиг на економска моќ ги злоупотребуваат правилата на едносмерните улици, а со тоа и директно ја загрозуваат безбедноста на пешаците. Сликите на луѓе кои поминуваат на место каде нема обележани пешачки премин или искршени семафори, сообраќајни знаци е вистинска реткост во другите земји, а кај нас би рекле дека е нормално. Од полицијата велат дека посветено работат на подигнување на свеста за почитување на пешаците во сообраќајот, бидејќи токму тие се и најранливите учесници во него. Со помош на едукативна кампања Недела на пешаците низ различни активности, учениците ќе се едуцираат за тоа како да бидат побезбедни за сообраќајот. Ќе бидат опфатени што поголем број деца и тоа директно ќе влие на намалување на сообраќајни несреќи во кои учествуваат деца пешаци. Бројот на загинати пешаци во 2012 година во споредба со 2001 е намален за 50%, но и покрај ова бројот на жртвите е висок. Во 2013 година 45 пешаци беа жртви, а во 2014 тој број е намален за 10, односно 35. Може би ќе ви звучи чудно, но во Кина која има огромни проблеми со загадувањето по индустриската експанзија во последните неколку години, решиле да му се спротистават на сообраќајниот хаос со еден неконвенционален потек. Со оглед на тоа што треба да се трудите што побрзо да стигнете онаму каде што сте тргнале, за да не загадувате многу, никако не смеете да застанете на пешачки премин, без разлика колку луѓе чека да поминат. Во спротивно ќе добиете казна. За тоа каква е состојбата со пешачките премини и дали се почитуваат пешаците, ги прашавме кумановци. Еве неповторно назад во студиото на К3 телевизија. Богдановска минатата недела на 15 официјално започна оваа кампања. Оваа година се стави акцентот на безбедноста на пешаците. Зошто? Така е, оваа година, значи за 2014, минатата недела започна неделата на безбедност на пешаците во сообраќајот, која што ќе трае, значи до 30 април, односно до крај на месец април. Меѓутоа, СВР Куманово преку своите служби континуирано работи секоја година на превентивни кампањи, кои што нели во одреден период од годината се карактеристични и оние нели кои постојано треба да се практикуваат, а се со цел нели да имаме поголема безбедност на сите граѓани, што значи дека не само оваа недела и овој месец се посветува внимание на пешаците, туку континуирано се работи во текот на целата година, со тоа што сега во овој период значи ќе имаме поинтензивни превземање на поинтензивни мерки и активности. Инаку проектите ги работиме самостојно, веќе реков, по своја иницијатива и во соработка со други институции. Првенствено оваа кампања е во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајна патишта на државно ниво и секако на општинско ниво со Општинскиот совет за безбедност на сообраќајна патишта Куманово, кој што во нашиот случај опфаќа 3 општини: Куманово, Липково и општина Старо Нагоричани. Меѓутоа, работиме и со другите општински совети за безбедност на сообраќајот на патиштата, што ги покриваат другите општини во надлежност на СВР Куманово, а тоа се Кратово, Крива Паланка и општина Ранковци. Како сте задоволни од таа соработка?
Па до сега, значи, сите кампањи идеи доаѓаат на предлог на Републичкиот совет, се поддржуваат од општинскиот, меѓутоа сите активности се воглавно, значи, во надлежност на полицијата, односно на полициските службеници, претежно превентивни мерки, меѓутоа во дел, нели, кога имаме тие акцијски контроли, се презимаат репресивни мерки. Така, еве, јас споменав дека се уште ги бранам правата на пешаците. Колку во тој случај јас сум рамноправна со другите учесници во сообраќајот? Значи, секој граѓанин е учесник во сообраќајот. Со самото излегување од својот дом, како пешаци, сите сме пешаци, значи да дојдеш до автомобилот, мора пеш да поминеш, нели? Што значи дека оваа тема ги засега сите граѓани и дека секој е пешак. Нормално дека, нели, надвор од тоа, освен пешаците, тука се и возачите на патнички моторни возила, велосипедисти, моторциклисти и други превозни средства. И како што е, нели, работата секогаш постапување согласно законски правила и прописи, значи секој подлежи на соодветна одговорност, на соодветна санкција, односно треба да се однесува онака како што предвидуваат законските правила и прописи. Инаку целата оваа кампања, значи, не е само за пешаците, туку во овој период Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајна патишта посветуваат внимание на најранливите категории на учесници во сообраќајот, а тоа се значи до крај на месец април пешаците со поинтензивни мерки, на почеток на мај безбедност на велосипедистите како учесници во сообраќајот, во пресрет и за време на матурските прослави безбедност на младите во сообраќајот и секако, нели, во летниот период имаме зголемено учество на велосипеди со помошен мотор, мотоциклисти, значи и безбедност на таа категорија на учесници во сообраќајот. Инаку веќе реков дека секој како учесник во сообраќајот има и своји права и своји обврски. Не се само возачите, туку најранлива и можеби најбитна категорија во тоа се и најосетлива пешаците. Па токму така, во тој поглед, еве, од ваше лично искуство, споделете нешто со нас, како реагираат пешаците кога ќе им поделите пропаганден материјал за тоа кои се нивните права? Дали тие се свесни дека нели имаат права? Вообичаено, значи, ние секој месец организираме акции и сообраќајни поуки и за возачи и за пешаци, значи поотделно и за едните и за другите. Сето тоа е проследено со едукативен материјал на таа сообраќајна поука, дали е видеофилм или некоја презентација, соодветно, нели, на темата и целната група кои што се обично пешаците реагираат дека тие треба, нели, во секој поглед да бидат заштитени каде и да се. Точно е тоа дека животот на човекот е на прво место, меѓутоа, нели, секогаш треба прво да внимаваме на себе, на својата безбедност, а потоа, нели, на безбедноста на другите како учесници во сообраќајот. Има некои дури не сакаат да доаѓаат на сообраќајна поука, туку се согласуваат, нели, да им биде изречена покана за наплата на глоба соодветна на прекршокот кој го сториле. Во кои димензии се движи паричната казна? Паричната казна, значи, за пешаците е доколку поминат на црвено светло во денарска противредност од 35 евра, доколку поминат надвор од пешачки премин до 100 метри, значи од пешачкиот премин, во денарска противредност од 25 евра. Инаку на места каде што нема обележички пешачки премини, нема светлосна сообраќајна сигнализација, односно сообраќајот не е регулиран, по правило, значи, секогаш треба да внимаваме на пешаците и да им дадеме предимство на минување, но за жал тоа кај нас често пати не се случува, затоа и пешаците, нели, иако се во право, значи, поминува на зелено светло, треба да внимава дали е безбедно неговото поминување или пак ако само со пешачки премин тоа е регулирано. Веќе реков, треба прво да мислиме на себе, а потоа, нели, и за другите, затоа што без оглед на тоа што ние сме во право, ако трпиме последици за тоа, за нас нема никакво значење тоа што ние сме биле во право. Дали некој бил казнет или понекогаш се случува да им прогледате низ прсти на пешаците кои минуваат на црвено? Па не секогаш се казнети, значи некогаш и поминува само со усно предупредување, со врачување на соодветна покана, нели, за учество на сообраќајна поука и често пати кога се организираат акцијските контроли, се изрекува и санкција. Каков резултат очекувате од оваа кампања Недела на пешаци? Значи, со постојаните активности, со овие сега што поинтензивно се преземаат,
очекуваме да се подигне јавната свест за безбедно учество во сообраќајот на сите, за подигање на свеста на возачите дека и пешаците се присутни, дека посебно за нив треба да се внимава, но и свеста кај пешаците дека нивната безбедност во голем дел зависи од самите нив. Токму така, еве, јас предлагам да се одмориме со малку музика, за потоа да се вратиме на останатиот дел од разговорот. Нема назад да се врати, се што било се памти, срце пати, не те заборава. Време тече, време оди и со себе болка води. Не знам каде да најдам утеха. Ако ме боли, нека ме боли, нека ме боли за се. Ако си одиш, ако си одиш, ако одиш некаде, јас ке пројдам преку се, ке се снајдам еден ден, ке сум среќен ако си среќна некаде. И ако ме боли, нека ме боли за се. Ако си одиш, ако си одиш, ако одиш некаде, јас ке пројдам преку се, ке се снајдам еден ден, ке сум среќен ако си среќна некаде. Сите минати денови ноќи ги гледам пред моите очи, како денеса биле одамна. Време тече, време оди и со себе болка води. Не знам каде да најдам утеха. Ако ме боли, нека ме боли, нека ме боли за се. Ако си одиш, ако си одиш, ако одиш некаде, јас ке пројдам преку се, ке се снајдам еден ден, јас ке сум среќен ако си среќна некаде. И ако ме боли, нека ме боли, нека ме боли за се. Одиш, ако одиш некаде, јас ке пројдам преку се, ке се снајдам еден ден, ке сум среќен ако си среќна некаде. Двесетина минути по 8 часот, а доколку сега ни се придруживте, ова е вториот дел од утринската програма Нов ден. Моја соговорничка е Виолета Богдановска, раководител на секторот за превенција при СВР Куманово. Што сметате, дали со овие кампањи се подига свеста како кај пешаците, така и кај возачите? Па со целокупната, значи, превентивна наша активност и превентивно работење, сметаме дека долгорочно гледано, после известен период, навистина ќе имаме зголемена сообраќајна култура и свест кај сите учесници во сообраќајот за побезбедно учество. Токму и затоа, нели, ги превземаме тие мерки и активности, веќе реков, со оние кои што се, нели, постојано во текот на годината и со надоградување
со нови мерки и активности, првенствено оние кои што нели во секојдневното работење ќе ги предложат проблемите што ќе ги идентификуваат сите оние кои што се на наша целна група, а наша целна група се нели од најмладите голема група во градинки до највозрастните граѓани, значи за секоја категорија има соодветна тема, соодветен пристап, а се со цел нели да се постигне токму она што веќе рековте, зголемена свест кај сите за безбедно учество и за почитување на другите во сообраќајот. Дали со овие кампањи, чинам колку години поред оваа кампања спроведувате? Па оваа кампања за безбедност на пешаците конкретно е веќе втора година во ваква форма, инаку се вклопува во државната стратегија на Република Македонија за безбедност во сообраќајот 2015-2020 година и во националната кампања на Влада на Република Македонија кој што минатата година започна. Почитувај ги правилата, почитувај го животот, што и самиот наслов буквално кажува све, дека доколку сите ги почитуваме сообраќајните правила и прописи, ќе имаме поголема безбедност и почитување на животот на другите, инаку почитување на правилата само од една страна не би можело да доведе до зголемена безбедност, затоа што нели ако јас внимавам, ти не внимаваш, тогаш ќе има проблеми и за двете. Колку оваа кампања помогнала при подигање на свеста? Дали со ова се намалени сообраќајките и жртвите? Па благодарение на превентивните и секако на репресивните мерки кои што СВР Куманово ги превзема, значи зборувам сега за наше подрачје. Сообраќајните незгоди од година во година бројчено се во намалување, меѓутоа за жал имаме жртви и пешаци. Причините кои што доведуваат до сообраќајни незгоди, значи се оние кои што за жал не би смеело да се случуваат, меѓутоа постојат, а тоа е неприлагодена брзина, значи возење повеќе од дозволеното, возење под дејство на алкохол, возење без возачка дозвола, возење нерегистрирани возила. Инаку статистиката, значи Да, токму споредбено за прашање моје беше за бројката како се движи оваа година и последните години. Споредбено, значи, за 2013 и 2014 година, вкупно случајни сообраќајни незгоди, во 2013 имаме 584, наспроти тоа во 2014 526, што некаде за околу 60 сообраќајни незгоди е во намалување, од кои што во населба, значи во градска средина, се случиле 344 во 2013, 346 во 2014 година, за две повеќе, значи 2014 во населено место. Останатите се значи на отворен пат, од кои што 2013 240 имало, 2014 180 и секако за жал нели тука има загинати лица. Во 2013 12, за едно помалку во 2011 година, значи 11. Со тешка телесна повреда бројката останува иста, со телесни повреди 270 наспроти 218, значи, и со материјална штета 247 2013, 242 2014 година. Она што е битно нели за темата денес за која што говориме, вкупно загинати лица како пешаци во 2013 имаме 4, меѓутоа за жал во 2014 во овој дел на наше подрачје имаме зголемување, односно 6 пешаци го загубиле животот. Повредени лица, значи во наведените сообраќајни незгоди, кога зборуваме за пешаците, значи 2013 година имаме со тешка телесна повреда 24, со телесна повреда 87. Во 2014 година имаме со тешка телесна повреда 16, значи во намалување, но со телесните повреди 130, значи во тој дел тука сме во зголемување. И кога веќе нели зборувавме за причините за сообраќајни незгоди, често пати се случува и самиот пешак да биде причина за сообраќајна незгода. Во однос на тоа, статистиката вели дека 2013 година 28 пешаци биле како причина, значи да бидат повредени како учесници во сообраќајот, во 2014 21 пешак. Инаку во однос на оноа што рековме дека нели се повикуваат на сообраќајна поука, во 2013 391 лице биле на сообраќајна поука, додека во 2014 година имаме зголемување
Но оваа бројка од 554 лица учесници во сообраќајот, бројката на врачени покани за учество на сообраќајна поука е поголема од наведената бројка, меѓутоа се случува нели дел од граѓаните да не се отповикаат на сообраќајната поука. Во тој случај, значи, на нив им подосна им се изрекува покана за наплата на глоба, соодветна за прекршокот кој го сториле, и истиот нели од нивна страна ќе мора да биде платен или пак да се поднесе соодветно барање за поведување на прекршочна постапка. Инаку во однос на тоа што рековте дека какво влијание имаат нели превентивните и репресивните мерки, би кажала дека издадени покани за наплата на глоба имаме во многу големо зголемување, значи во 2013 од 5874, во 2014 8249, од кои вкупно се платени, значи во законскиот рок 321 во 2013, 539 во 2014, а за останатите се поднесени барања за поведување нели на соодветна прекршочна постапка. Во делот на издадени налози за глоба во 2013 4465, во 2014 во зголемување 5941 и исто така и во делот на наплата на овие, бидејќи се со висина нели од 50 евра па нагоре. Во рок од 8 дена во мандатна постапка, значи 2013 749 се платени. И сега ова сообраќајна култура кај граѓаните да се плати нели она законска можност половина од износот, 1133 граѓани ги платиле, додека останатите до набројка, што веќе реков дека е поднесено соодветно барање за поведување на прекршочната постапка. Веќе ако не се лажам, и не можат граѓаните да избегаат од плаќање на казна, или веќе нема застареност на делот? Нема застареност на делата, значи доколку платниот налог не се плати во рок од 8 дена, каде што се дава законска можност половина од износот да се плати, тогаш оди соодветно барање и секако дека нема застареност и еден ден ќе мора да се плати. Ако не, нели како што велиме на доброволно, токуш нели ќе дојде време со извршители со присилна наплата, едноставно кажано, значи нема бегање од законската одговорност за она што е сторено. Меѓутоа во овој дел, значи пешаците подлежат, им се врачува покана за наплата на глоба, не платен налог, тие се со помала висина, за нив нема законска можност нели половина од таа казна во рок од 8 дена, туку имаат законски рок од 30 дена да ја платат или пак да се поднесе соодветно барање за покренување на прекршочна постапка. Како се движат казните, цените за казните? Според законските правила и прописи, значи член 42 став 3, кога пешак поминува на црвено светло, за пешаците тоа е највисока казна, 35 евра во денарска противредност. Кога се поминува надвор од пешачки премин до 100 метри, веќе реков, значи член 120 став 3, тоа е во износ од 25 евра денарска противредност. Движење на пешак по коловоз не е дозволено, значи тука е казната 25 евра. Член 119 став 4, движење надвор од населено место, нели по законските правила и прописи по лева страна, вообичаено нели спротивно тоа, исто така е 25 евра. Движење по автопат на пешаци воопшто не е дозволено, меѓутоа ако и таков се нели затекне, таму 35 евра во денарска противредност. Во однос на пешаците, значи возачите прекршоците кои што може да ги сторат се со нешто многу повеќе повисока и казни се, значи не давање предимство на пешак, на пешачки премин или на светлосно регулиран на раскрсница е 300 евра во денарска противредност, поминување на црвено и нели при тоа не давање на предимство на пешак исто така е 300 евра, член 44 став 5, меѓутоа овие реков дека во рок од 8 дена може да бидат платени половина од овој износ, во спротивност се поднесува барање и нели на судот или на прекршочната комисија ќе мора да биде платен целиот износ. И она што често пати и граѓаните го прашуваат нели во неврзан разговор или тие средби што ги правиме и постојана соработка, дали има казна доколку по влажен коловоз возачот го испрска пешакот, значи тоа е регулирано во закон, член 129 став 3, каде што на возачот во тој случај му се изрекува 35 евра
во денарска противредност или пак на основа на тоа може да регистрира 15 негативни поени, што значи дека и тоа има соодветно санкционирање и што укажува дека нели секој треба да се однесува согласно законските правила и прописи, првенствено прилагодување на брзината на движењето и почитување на пешаците. Еве, претходно начнавте тема за тоа кој е виновен, дали се пешаците за предизвикување на сообраќајни несреќи така натаму, но пред да ми одговорите на вистина кој е виновен, предлагам да погледнеме еден прилог за тоа дали да има опасност по Кумановските улици, колку необележаната хоризонтална сигнализација го отежнува сообраќајот, дали имаме обележување на нашите пешачки зони или не. Да го погледнеме прилогот, па се враќаме во студиото. Пешачките премини на Кумановските улици се избледени или ги нема. Граѓаните се загрижени за својата безбедност како возачи и како пешаци, бидејќи на многу места во градот нема обележани пешачки премини, испрекинати коловозни линии или стрелки за одредување на правецот на движење на коловозна лента. Раскрсницата која што ја гледате зад мене е една од најфреквентните во градот. Необележаните коловози дополнително го отежнуваат сообраќајот. Ама не се види, не се познава, ја. И сега да сакаш да не се познава. Кад ќе го направиме, ќе си проваѓаме тоа, нема проблем за тоа. Треба да се направи. Па мора да се направи, ако нема да се направи, па јас зашто претрчувам дека да се направи, нема да претрчувам кој има. Таму горе обележи, ама избриша се, кише снег за брешки. Се плашите ли за вашата безбедност? Да, сигурно. Зашто и семафорите до некојаш работат, некојаш не работат. Избришени се овие ознаки. Не се гледа нигде ништо, онама избришено, овдека избришено, онама нигде не се познава куде треба да биде пешачка зона. А паркиране на сви страни кола. Представува ли тоа проблем за вас? Опасност по безбедност за деца и за нас постари. Голем проблем. Во Куманово тоа е катастрофа. За пешачки премии, за децата идат од школа. Многу лошо е обележено и нема каде да поминат. Од локалната самоуправа ни информираа дека доставиле документација до Советот за јавни набавки и чекаат позитивен одговор со што би отвориле тендер за најповолен понудувач за обележување на пешачките премини во градот. Од локалната самоуправа вела дека обележувањето на хоризонтални сигнализации се врши 2 пати годишно, еднаш по завршување на зимската сезона, а втор пат пред започнувањето на училишната година. Иако наведом овој проблем не изгледа многу сериозно, сепак последиците би можеле да бидат фатални. Со оглед на тоа дека со необележаните коловози пешаците едва ќе знаат каде и кога да ја преминат улицата, а возачите каде и кога да го запрат своето возило, а сето тоа би довело до зголемен број на сообраќајни несреќи. Го следите на новото издание на утринската програма Нов ден на К3 телевизија. Моја денешна гостинка е Виолета Богдановска. Богдановска го погледнавме прилогот и како што забележавме е направен малку подамна. Во јануари, ако не се лажам, тоа е мој прилог, но и ден денеска пешачките зони не се обележани. Состојбата е полоша од јануари. Уште полоша и нема никаков, никој не понесува одговорност за тоа. Скршени семафори видовме, необележани пешачки премини, семафори кои што не работат, немаат звучна сигнализација за слепите лица. Каде е вината овде? Безбедноста во сообраќајот значи не зависи само од работата на полицијата, туку првенствено зависи од соработка и работа со други институции. Во надлежност на полицијата се само превземање на мерките кои што се однесуваат на кршење на законските правила и прописи, додека одбележувањето на хоризонтална и вертикална патна сигнализација е во надлежност на локалните самоуправи, што за нас е нели особено важно да има секогаш и во секој момент соодветна патна сигнализација, бидејќи според тоа ние може да преземаме законски мерки и овластувања. Едноставно кажано, значи со најона секојдневна работа, доколку нема знак за забрането паркирање, тогаш може да биде предупреден возачот, меѓутоа не може да му изречеш никаква казнена мерка, затоа што нели едноставно тој простор тука не е регулиран со сообраќајен знак. Што значи дека за нашата работа е многу битно и често пати граѓаните мислат дека полицијата е таа која што ги уредува сите овие работи, меѓутоа би сакала значи јавноста да знае дека не е само до полицијата безбедноста во сообраќајот, туку зависи и од работата на многу други институции. Пред се веќе реков од тоа како и кога ќе биде одбележена таа вертикална и хоризонтална
патна сигнализација. Од прилогот слушнавме дека нели во текот на годината два пати треба да биде направено. Меѓутоа и сами гледате дека минатата година воопшто немаше обележување, а оваа година веќе е месец април, значи треба да се преземаат мерки, активности, треба да се допринесе за поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот, но А што се случува, што се случува со инвалидите и хендикепираните? Колку се тие безбедни во сообраќајот тука во Куманово? Па секако дека и за нив се води сметка и во законските правила прописи ставени тој дел и одредби, нели, при соодветно одбележување на патната инфраструктура во градот се води сметка и за таквите лица, значи онаму каде што ќе поминуваат пристапи да има до секој објект, до секое место. За жал, другите учесници во сообраќајот не ги почитуваат и оваа категорија на учесници во сообраќајот, бидејќи често пати ги заземаат нивните паркинг места, просторите каде што треба да поминуваат, ги зафаќаат луѓе кои што непрописно се паркираат и кои што не водат сметка за другите учесници во сообраќајот и за пешаците и за лицата со посебни потреби што нели ја отежнува и усложнува безбедноста на оваа категорија учесници. Така. Да се навратиме токму на кампањата сега. Нели многу е полесно да научите млад човек кој е уште ученик, отколку некој постар човек да му укажувате. Зошто е важно учениците, тоест децата уште од мали нозе да се учат за правилата и прописите во сообраќајот? Сите наши кампањи се наменети, реков, за сите целни групи, меѓутоа најмногу внимание се посветува на најмладите, на учениците, затоа што нели од рана возраст се учат некои навики. И она што сега ќе го стекнат, што ќе го слушнат, што ќе им остане, така ќе се однесуваат и кога ќе бидат возрастни. Кај возрастните, значи во овој момент при изрекување на нели прекршачна санкција, може би известно време ќе му влијае, додека нели да помине известен период, потоа повторно се однесуваат како и порано, значи многу е тешко да се влијае на нивната свест. Тоа се гледа и од тоа што нели кога ќе го поканиш, ќе му наместо прекршачна одговорност, ќе му дадеш покана за учество на сообраќајна поука. Еднаш ќе се отповика, вториот пат, нели, повторно може да се случи, а се случува, истите лица да дојдат на сообраќајна поука или пак при преминување надвор од пешачки премин, кога ќе види полицаец, тој бега на друга страна или се враќа назад, значи бега од полицаецот да не го види, а не бега од тоа што самиот се става во ризична состојба, нели, да се случи нешто ако поминува онаму каде што нели не е дозволено. Така, колкав е интересот на учениците за ваквите кампањи? Сакаат ли да учествуваат, да учат? Децата сакаат да учествуваат во оваква активност и ние имаме одлична соработка и со градинките, и со основните, и со средните училишта. Онаму нели каде што најмногу се застапени децата, учествуваат во сите наши проекти и активности и веќе реков дека често пати и предлагаат на кој начин и како во која форма нели да се спроведе тоа. Традиционално ние секоја година, значи на сите им се поделени сообраќаен буквар CD единица и двојка, во кој што навистина убаво преку слика и збор е кажано кои се правата и обврските на возачите, на пешаците, особено на децата, каде се поминува на коловозот, улицата, на пешачки премин, како се постапува надвор од населено место, дали се игра на тротоарот, на коловозот, на улицата, движење во рурална средина, значи безбедноста на децата. Буквално сите сегменти од она што значи за едно дете на таа возраст што треба да ги знае. И особено е битно што нели децата на таков начин влијаат и на своите родители. Значи кога родителот ти ќе сака дали она црвено, зелено на преминот жолто, да го фати тој момент да помине, немој тато, немој мамо, нели црвено или нас вака не учат, така не учат. Значи има влијание и кај возрастите, што би требало пак и обратно да биде возрастните да влијаат, односно со својот практичен пример при учество во сообраќај, дали како возачи или како пешаци, да им дадат пример на своите деца како треба да се однесуваат за да бидат безбедни во сообраќајот. Еве сега може да погледнеме еден прилог како се однесуваме ние во Куманово во сообраќајот, каква сообраќајна култура имаат кумановци. Да видим. Вака е речиси секој ден во сообраќајот во Куманово.
нервозни возачи, револтирани пешаци. Тоа е секојдневната Што да ви кажам? Град со најголем сообраќајен хаос со Македонија. Несредени смерови на улици, затворен центар, гужви, кој што сака така си прави. Овојга нигде нема што вика Кумановци. Работи семафори, не работи семафори, урнебес. Тоа е тие Куманов. Конкретно за град Куманово мислам дека е ситуација е катастрофална, знаеш. Нарочито јас избору за центар во градот, знаеш. И сега дали е проблем до паркинзи или до самата свест на возачите, тука би требало дека и самите возачи малку да се посвесни, да не со авто излегуваат за секоја ситна работа, знаеш, ако од центар треба малку да се посвесни. Гледаме ситуација за нарочито пешаците е катастрофална, знаеш. Апел и до сите возачи. Саобраќајна култура никаква. Вие како медиуми треба и вие некои емисии почесто да имате, да изнесувате позитивни примероци во европските држави, да го тоа презентираме. И покрај се, проблемот со сообраќајот во Куманово останува да се решава. Да се надеваме дека во догледно време ќе се изнајде некакво решение во интерес на сите граѓани на Куманово. Студиото на К3, утринска програма Нов ден. Богдановска побарање на гледачите и нели за кампањата Недела на пешаци, еве емисијата за сообраќајната култура. Да го прокоментираме видеото. Каква сообраќајна култура имаат Кумановци? Па од оноа што и се виде на снимениот материјал, значи сите граѓани воглавно кажаа дека нема сообраќајна култура кај нас. Јас би кажала дека Куманово како град со ваквите улици постои повеќе од 40 години, кога во првите години нели имало многу мал број на возила на превозни средства, за разлика од тоа што денеска улиците останаа исти, а бројот на учесници во сообраќајот и пешаци и со патнички моторни возила навистина е за многу зголемен. Што значи дека на истите улици имаме поголема фреквенција и што налага нели потреба за почитување на сообраќајни правила и прописи и да се има сообраќајна култура на навистина високо завидно ниво. Меѓутоа, за жал кај нас и покрај преземање на сите тие мерки, од година во година има подобрување, меѓутоа не може да кажеме дека се уште е на задоволително ниво. Тоа го видовме и од прилогот и нели од секојдневно наше движење во сообраќајот. Нервозни возачи, значи наместо да има толеранција и разбирање, па иако излегува од споредна уличка, дозволи да не се запира сообраќајот, да не се ствара метеж, дозволи нека помине, ние стоиме до тоа дека јас сум управо, некогаш и кога си во право, значи во интерес на безбедноста и на тоа нели што сообраќајот ќе оди побрзо, треба и да бидеме кажано, да бидеме посовесни и да се попушти. Инаку да соработуваме заедно. Па соработка и комуникација и меѓусебно разбирање во секој проект и во секоја област е многу битно. Инаку таа сообраќајна култура или под наводници би кажала не култура, најмногу се гледа во централното градско подрачје, бидејќи сите ние сакаме од дуќан до дуќан со кола да одиме, па и ако може пред сама врата да се паркираме и да завршиме работа, што всушност нели им пречи пак на другите, создава нервоза кај други, но и правиме сообраќајен прекршок и може нели соодветно да бидеме санкционирани. Тоа е изразено исто и на булеварите, особено во однос на тоа колку возачите не ги почитуваат пешаците, дури и на пешачки преми. Значи тие навистина треба да внимаваат ако сакаат да преминат улицата безбедно, иако се нели веќе реков во право. Кои се оние најфреквентните точки во Куманово каде што најчесто се случуваат вакви незгоди? Па се случуваат секаде, значи од разни причини кои што нели како причина од статистиката што ја имаме може и да ги разгледаме, меѓутоа најчесто се значи на булеварите каде што
Брзината на движење заради нели зона на смирен сообраќај е ограничена на 40, меѓутоа ние сакаме нели побрзо да стигнеме. Патот тоа го дозволува. Го кршиме сообраќајното правило и прописот, меѓутоа ги доведуваме во опасност другите и со тоа нели често пати се случуваат и сообраќајни несгоди. Значи тоа се булеварите околу централното градско подрачје, меѓутоа не е исклучено нели кога станува збор за пешаци тоа да се случи во токму во самиот центар на градот. Самиот центар. Со кои активности ние тука во Куманово ќе ја одбележиме кампањата Недела на пешаци? Па ние веќе започнавме со организирање на активности согласно кампањата Недела за безбедност на пешаците во сообраќајот, со спроведување на акцијски контроли и одржување на сообраќајни поуки. Првата сообраќајна поука се одржа минатата недела, значи секоја недела ќе имаме по една до две, зависно од тоа нели колку дозволуваат временските услови да има пешаци или на улица, односно колку ќе бидат изречени покани за сообраќајна поука. Тоа е за возрастните, надвор од тоа за дечињата, значи планирано е и веќе од утре почнуваме со посета на СВР Куманово, запознавање со работата на нашите служби, со работата посебно на сообраќајна полиција и со полициските службеници, значи на терен практично да видат како изгледа тоа безбедно поминување на пешачки преми на црвено светло, во работа со полициските службеници на оние кои што ги чинат прекршоците и на возачи и на пешаци да им укажат и да им врачат покана со полицискиот службеник за учество на сообраќајна поука, со особено укажување да се внимава дека и тие како деца се учесници во сообраќајот како категорија пешаци. Освен тоа, значи, ќе се продолжи со оваа кампања и во наредниот месец, значи на дечињата ќе им се даде да пишуваат пораки до своите родители за тоа како безбедно, побезбедни да бидат и да учествуваат во сообраќајот. Најдобрите ќе бидат доставени до Републичкиот совет за безбедност на сообраќајна патишта и ќе бидат објавени во весниците, односно списанијата кои што младите лица ги Тоа е еден потик за нив да читаат. Тоа е еден да. потик за нив да учествуваат и нели повеќе да се заинтересираат во таа област за своја безбедност, но и нели кога ќе станат возрасни, да им стане навика да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, односно да имаат сообраќајна култура. Надвор од тоа, значи, освен овие активности, предвидуваме и други, значи, Да, со ликовни цртежи. да, ќе се навратиме Да. веднаш по музичката пауза. Да здинеме малку. Можам да направам баш се, можам планетава да ја скршам на две, но тешко без тебе. Без крила тргнувам во лет, да смислам некој нов и подобар свет, но не ми оди тешко без тебе, тешко без тебе. И во бездната нам луви тажни звонат, колку да сакам се пак знам, можам да плачам насмеана, можам да пеам расплакана, можам да се само тешко без тебе.
сакам се пак сам. Можам да плачам насмеяна, можам да пеам разплакана, можам баш се. Еве на повторно назад во студиото. Богдановска, кои се следните активности што ги планирате за 2015 година, еве посебно со средните училишта, матурантите? Минатата година, ако не се лажам, имавте некои активности? Да. Значи во овој период основните училишта се офатени со детски семафор, организирање на општинските надпревари кои што веќе помина, регионалните се договорени веќе за 29 април. Кога зборам, значи, за превентивни активности за работата на полиција не се однесува само на Куманово, туку и на подрачјето што го покрива СВР Куманово, а тука се и полициските станици од општа надлежност Кратово и Крива Паланка, значи подрачје од 6 општини. Сите овие активности се спроведуваат на подрачје на сите овие 6 општини, значи на регионалниот надпревар ќе учествуваат екипи од Куманово, Кратово, Ранковци, Крива Паланка и секако општините Липково и Старо Нагоричани. Ова има едукативен карактер во текот на целата година, значи кога учениците и со нашето присуство се подучуваат на безбедност во сообраќајот, на основните правила и прописи за движење во сообраќајот и има надпреварувачки карактер, нели со соодветни награди и право на учество на државен надпревар. Учениците од средно образование се офатени бидејќи тие се повозрасни и веќе не се како учесници во сообраќајот само пешаци и велосипедисти, туку и со велосипеди со помошен мотор и нели според законските измени со 16 години може да се стекнат со возачка дозвола за нив, значи сообраќајно-техничка култура на млади, кои што се наменети со познавање на правила и прописи, полагање на соодветен тест и вешто управување на велосипед со помошен мотор, односно до 50 кубика. Да, како се покажало јачина. полагањето на тестот? Успешно ли беше? Сега надпреварот што се спроведе, значи дечињата покажаа на вистина многу добро познавање, односно многу од нив имаа тестови со 0 негативни поени. Средните училишта, значи какво знаење ќе покажат за оваа година, допрва ќе видиме на 29-ти, бидејќи тие се помал број и директно учествуваат на регионалните надпревари. По кој пат се спроведува ова тестирање? Па ваквите надпревари се традиционални секоја година, значи повеќе од 50 години се спроведуваат и на државно, нели и на локално ниво. Инаку, она што е битно за средношколците, за младите, е тоа што тие веќе се и полнолетни, особено матурантите, и може да бидат нели како возачи учесници во сообраќајот. Во контекст на тоа, во тек на месец мај, покрај тоа што ќе се спроведуваат поинтензивни кампањи за безбедност на велосипедистите во сообраќајот, безбедност на велосипеди со помошен мотор и моторциклисти, значи безбедност воопшто на младите во сообраќајот. Што значи тоа? Возач почетник, кои се нивните права и обврски, какви возила може да управуваат, дали под дејство на алкохол може да се управува возило, значи се она што нели за нас за нив би значило поголема безбедност, значи со сите училишта средни со матурантите ќе се одржат посебни едукативни трибини на кои што ќе им се укажува за сите овие законски одредби и за зголемување на нивната безбедност како учесници во сообраќајот. Односно, во никој случај не би смееле да конзумираат алкохол и да управуваат патнички моторни возила, да не управуваат без положен возачки испит, нерегистрирани патнички моторни возила, затоа што не само што казните се високи, значи од 300 до 500 евра, туку првенствено треба да мислат на својот живот, на својата безбедност и на последиците кои што нели
при тоа може да се случат, особено нели ако за време на матурските прослави се случуваат вакви работи, па од еден највесел ден кој што треба да се памти во животот, не дај Боже да се памти по лоши работи. Значи ќе се одржат едукативни востребени во сите средни училишта во Куманово, во општина Липково имаме едно училиште и во Кратово и Крива Паланка. А што говори статистиката? Колку дали повеќе младите возат без возачка дозвола, постарите? Под вкупната бројка, значи оноа што е како причина за сообраќајни незгоди кај нас за 2014, значи действие, превземање на действие со патничко моторно возило, во 77 случаи било причина за сообраќајна незгода, брзо возење 56 пати било причина, престигнување несоодветно, значи 20, недавање првенства на минување во 70 случаи, алкохолот бил причина во 54 случаи, поминување на црвено светло на семафор во 2 случаи, техничка неисправност исто така 2, страна на движење, значи неправилно држење страна на движење во 105 случаи, погрешка на пешаци, веќе рекол 21 сообраќајна незгода и останати причини 119. Во текот на 2014 година исклучени од сообраќај се 1268 возила, а тоа се случува значи ако се технички неисправни, нерегистрирани или ако имаат претовар заради техничка неисправност 231 возило, нерегистрирани биле 1037, што за жал е навистина лош показател за сообраќајната култура и за безбедноста на за неодговорноста. Подрачјето и неодговорноста на она што велиме нели да се подигне совеста за безбедно учество во сообраќајот, што се гледа дека многу од граѓаните немаат сообраќајна култура. Од исклучени возила, значи причина како алкохол во 755 случаи, управување без возачка дозвола 790, со несоодветна категорија 25 возачи и воzač почетник 217, значи во таа категорија обично тука спаѓаат има и повозрасни луѓе возачи почетници, меѓутоа вообичаено се млади, често пати и средношколци, значи возач почетник по 11 часот не може сам да управува патничко моторно возило до 2 години тоа не смета. 2 години во утрински часови и има значи законска одредба со која јачина може да управува патничко моторно возило. Овдека првенствено апел до родителите, бидејќи најверојатно тие им дозволуваат такво нешто, поголема грижа и внимание кон своите деца кои што веќе имаат возачка дозвола и возачи почетници, но и после тој период, затоа што може и 2 години да не управува патничко моторно возило, не е возач почетник, меѓутоа треба да се внимава на безбедно учество во сообраќајот. Треба да ги учиме и постојано да се информираме за најновите нели законски измени. Тоа е и целта на ваквите превентивни мерки, активности и кампањи, значи да се апелира до сите граѓани и од најмладите до највозрастните, не само за почитување на сообраќајни правила и прописи, бидејќи веќе реков дека многу побитно е да се има таа сообраќајна култура, па и кога си во право, да дозволиш да помине, а се со цел нели нормален проток на сообраќајот и безбеден проток на сообраќајот да имаме. Значи подигање на јавната свест за поголема сообраќајна култура, поголемо меѓусебно почитување и секако најмногу почитување на пешаците како учесници во сообраќајот, затоа што пешакот и кога не е во право, сепак тоа е човек и треба да се внимава. Најбитно од се е животот и здравјето на човекот, наспроти оноа што веќе и како податок го дадов, нели, материјалната штета која што настанува со овие сообраќајни незгоди, оноа што се купува со пари може да се надомести, меѓутоа животот е еден и единствен, особено нели кога се работи за животот и здравјето на најмладите, а тоа се децата како учесници во сообраќајот. Посебно апел до возачите, значи да внимаваат во близина на училиштата, прилагодување на брзината, децата да бидат побезбедни и нивниот живот да не биде доведен во опасност, да не биде загрозен, до загрозување. И секогаш граѓаните нека го имаат тоа на ум дека не е битна висината на казната, или ако има пари дека може да ја плати, па може да прави што сака. Значи законот првенствено треба да се почитува и да се внимава на животот, а се друго е нели споредна работа.
Богдановска, јас се надевам дека со разговорот во овие 60 на минути ќе ја подигнеме свеста на возачите, ќе подигнеме свеста за сообраќајната култура во нашиот град и не покрај само цените на казните, граѓаните ќе започнат што повеќе да се информираат за новите законски прописи во сообраќајната култура и ви благодарам уште еднаш. Постојано, значи ние се трудиме со секои измени во законските правила и прописи да бидат информирани и запознаени граѓаните, а се со цел нели да не бидат затекнати од одредена состојба, да бидат санкционирани или да биде превземена некоја друга мерка. Јас ви благодарам и на вас за поканата за учество во оваа ваша утринска емисија. Се надевам дека што поголем број на граѓани ќе имаат можност да ја следат. Особено важно за нас е значи нивното мислење, барање за учество во вакви емисии и секогаш ќе се отповикаме, особено нели кога се работи за безбедност не само во областа на сообраќајот, туку и во сите други области кои што ги покрива полицијата, бидејќи преку медиумите најбрзо стига информацијата до целната група, односно до оној на кој што нели сакаме тоа да се пренесе. Така, ние секако ќе продолжиме да ги информираме. Почитувани, тоа беше се за денеска што ви подготвивме. Доколку сакате да ги дознаете најновите информации од регионот, Македонија и од светот, ви предлагам да ги гледате дневниците на К3 телевизија во 12:30, 16:30 и 20 часот. Ви закажувам повторна средба утре од 7 часот. До тогаш секое добро.